Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Прва среќа за тетовецот Горан Јосифовски Джемо. 39 годишникот е среќникот кој го фати Светиот крст во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Горан Јосифовски Джемо беше најсреќниот на водици во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. За него ова е прво скокање по Светиот крст. 39 годишниот Горан посака здравје и радост за сите граѓани. Јас сум Горан Јосифовски Джемо, за прв пат скокам по крстот и оваа година ја го фатив. Што значи тоа за тебе, кажи? Очекуваме радост, среќа, здравје. Митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф отслужи празнична архиерејска литургија, а во дворот на црквата изврши чин на водосвет и спуштање на осветениот крст. На празникот беа присутни министерот за внатрешни работи Наќе Чулев и пратеникот Владко Ѓорчев. Соборниот храм беше преполн со верници, кои во голем број го одбележија празникот Богојавление Водици. Во Гостивар по шести пат од возобновувањето на традицијата, празникот Водици беше прославен со положување на Светиот крст во водите на Вардар. 23 годишниот Благојче Велјановски годинава имаше најмногу среќа од 30-тината момчиња кои скокаа по крстот во Вардар на прославата на Водици во Гостивар. Младиот гостиварец не ја криеше радоста што Светиот крст се најде во неговите раце и посака здравје и благосостојба за сите верници. На верниците ќе им порачам секоја година да скокат по крстот, да не се откажуваат. Ова ми е шеста година, ова година Господ го празни во моите раци. Браво, браво. Што година се чувате благослови? Благо или Благојче? 23. Благојче Велјановски. Одбележувањето на големиот христијански празник Богојавление Водици во Гостивар започна со света литургија во соборниот храм Пресвета Богородица на градскиот плоштад. По богослужбата литијата тргна од црквата и преку централното градско подрачје се движеше до малиот мост на Вардар, пеејќи ја песната Во Јордање. Чинот на осветување на водите и положување на Светиот крст во реката, како и секоја година, го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Господи, чудни се Твоите дела, ниеден збор не е доволен стоење Твоите чудеса. Амин. Славени човек, любче цару, дојди сега слегувањето од Твојот свет дух и освети ова вода. Амин. Славени човек, любче цару, дојди сега слегувањето од Твојот свет дух и освети ова вода. Амин. Славени човек, любче цару, дојди сега слегувањето од Твојот свет дух и освети ова вода. Амин. Дај благото за зборување, благослов Јорданов направија изворна на чистота, на дар на осветување, ослободување од греови, црени од болести, да биде убиствена за бесовите, непристапна за противничките. Секоја година одбележувањето на Водици во Гостивар станува се помасовно. Илјадници граѓани, стари и млади се приклучуваат на манифестацијата, со што се создава вистинска празнична атмосфера и достоинствено негување на традициите. Годинава во Гостивар Водици се славеше со положување на крстот во Вардар по шести пат, откако во 2015 беше возобновена традицијата. Денот на крштевањето на Господ Исус Христос во водите на реката Јордан се одбележа и во населените места во Тетово. Ви пренесуваме дел од атмосферата. Мартин Николовски. Колку години имаш? Јас 18 години. Ова е прва година што скокам и прво го фачам. А сите посакувам среќа, здравје и љубов.
Моето име е Илковски Љупчо. Јас веќе можеби 20 години рипам секоја година, доколку сум тука во село Стенче. Ова ми е трети пат кога го фаќам крстот. Јас се викам Златко Ѓуревски од село Теново и ова ми е 9-ти пат или 10-ти пат кој скокам по крст. Колку пати до сега? 6-ти пат ми е. Така. И радосен сум и горд што го фаќам по 6-ти пат. Јовица Стоевски, на цела Сарачина и многу повеќе пута сум се фрлел да сега по крстот и сега така ненадејно. Вика мајче рипа ми го фатив крстот. И с децата заедно им посакувам на сите здравје, среќа, мир, љубов и све најдобро. Се ќе почнеме да говориме коле, после Христијан Асовски. Добре, да ни кажете по која година поред скокате и... Четврти пат скокам, прв пат го фаќам. Така, што представува ова за тебе? Големо задоволство. За верата, за се. Убаво да скокаш. На сите им посакувам да на младите до година, следната година да рипаат, што помасовно, што побаво. Јас сум Виктор Јовановски и многу сум среќен што го фатив крстот. По втор пат се фрлам, втор пат го фаќам крстот и посакувам на мене и на сите многу здравје, среќа, љубов, пари. Помилуј за светување у домовите на оние што црпат, земат од неја да се помолиме на Господа. Бог се јави. Александар Жаđевски, трет пат се фрвам, втор пат го фаќам, здравје, среќа, љубов и береќ. Скијачката сезона на Попова шапка се уште не е започната. Невладините организации реагираат што ски сезоните на голем број домашни и соседни ски центри се во полнек, каде што одамна е поставена инсталација за вештачки снег. Скијачката сезона на Попова шапка се уште не е започната. На центарот нема доволно снег. Дел од жичниците се користат само за панорамско разгледување. Скијачите велат дека не паметат на шара да нема скијање во втората половина од јануари. Природата не беше дарежлива, снег не падна доволно, но дел од домашните скијачки центри, а речиси сите соседни, проблемот со недостигот на снег го решија со системот за заснежување, кој на Попова шапка не е ниту во план, велат познавачите на приликите. Повикуваме сите институции да се ангажираат и Попова шапка да не се остават вака затраце. Сите туристички центри во регионот сите се функционални. Сите акумулираат огромен број на пари, евра, а денеска Попова шапка е оставена зад раце. Политичкиот пазар што го има за Попова шапка, ќе ги замолиме да го тргнат, тоа да биде во функција и Попова шапка да биде една од најдобрите туристички центри, бидејќи тоа го возможува. Попова шапка е 5% во предната страна на скијачкиот центар, 95% е на страната на Јелак, на Лешница и во другите предели. Туристичките водичи истакнаа дека и покрај ваквата состојба, странците се заинтересирани за Попова шапка, посебно за незиниот северен дел каде секогаш има повеќе снег, но нема инфраструктура, па скијачите најчесто се носат со ратрак. Заради тоа ни требаше некој пристап до на најголемите врвови во Шар планина
И ни дојде во пристап да имаме и рактрациш кои не носеа до таму и после да скијаме фрирајд. Сега последно време видовме дека и 607 што беше како да кажам, значи 607 што каже дека ќе инвестират и ќе заврши со целата инсталација и во ова година ќе почне да работи. Но мислам дека пак и ова година нема да имаме 600, ќе ги имаме сите тие останати ски лифти кои беат пол функција, можеме да кажеме слободно. За Попова шапка има изработено неколку студии за нејзин развој, но ниту една не се реализираше во пракса. Последната беше изработена и презентирана пред околу 2 месеци. Таа предлагаше повеќе опции за развој на центарот, но најоптималната според СМ Македонија, предпријатие кое стопанисува со Попова шапка, е нејзиното управување да биде на основа на јавно-приватно партнерство. Студијата предвидува изградба на жичница Тетово-Попова шапка, повеќе паркинг места, ски лифтови и инсталација за вештачки снег. 35 годишен тетовец ситно е пренесен на скопските клиники, откако вчера е прободен со остар предмет на булеварот Маршал Тито. 35 годишен тетовец е прободен со остар предмет од 2 години постар со граѓанин. Тие имале расправија на улица Маршал Тито близу градскиот пазар околу 17 часот. Тој поради сериозноста на повредите, откако добил лекарска помош во Тетовската болница, бил однесен на скопските клиники. Во СВР Тетово во 17 часот и 20 минути е пријавено дека АЛ на возраст со 35 години по расправијата со АП 2 години постар е повреден со остар предмет и добил убодна рана на левата нога. Настанот се случил пред угостителски објект кај градскиот зелен пазар во Тетово. Лицето АП потоа побегнало. Екипа на СВР Тетово има извршен увид и започната е потрага по АП, како и расветлување на мотивите за расправијата и повредувањето, информираат од СВР Тетово. Вчера пак околу 17 часот и 30 минути ФМ на возраст со 31 година од Тетово во СВР Тетово пријавил дека половина час пред тоа во кафетерија на улица 146 во Тетово бил физички нападнат од поранешниот зет АП на возраст со 37 години од Скопје. На нападот му претходила вербална расправија, при што АП упатил закани и се обиде да го нападне со остар предмет ФМ, но бил спречен во неговата намера. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Пожар избувна во куќа во Тетовски Порој. Во време на грејната сезона од СВР Тетово апелираат граѓаните да внимаваат на грејните тела, пред се на печките на дрва. Вчера околу 18 часот и 10 минути во СВР Тетово е пријавено дека избунал пожар во куќа во сопственост на 60 годишник во Тетовски Порој. Опожарен бил оџакот на куќата, а со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица за кусо време пожарот е локализиран, повредени лица нема. Ниските температури последниве десетина дена ја интензивираа грејната сезона и на поширокото полошко подрачје, а со тоа се зголеми и ризици до избувнување пожари, пред се како резултат на човечко невнимание, стари дотрајани електрични инсталации, неисправни печки. СВР Тетово уште еднаш апелира до граѓаните на крајна предпазливост да не ги остават вклучени грејните тела кога не се присутни во домовите или работните простории, особено греалки, клима уреди или печки на дрва. Ова посебно се однесува на стамбените згради, во кои многу потешко се локализираат пожарите, поради недостиг на потребната опрема во многу од нив и отежнат пристап до објектите, најчесто од градежни или други причини. На собствениците на куќи и на станарите во зградите им се советува да ја проверат исправноста на грејните тела и соодветно да ги исчистат оџаците. СВР Тетово потсетува дека пожарите представуваат кривично дело, предизвикување на општа опасност, за кој е предвидена затворска казна од 1 до 5 години, зависно од околностите и крајните последици. Одбојкарите на Универзитет Тетово со големи амбиции и неколку нови одбојкари го очекуваат вториот дел од сезоната. Одбојкарскиот клуб Универзитет Тетово активно се подготвува за продолжението на првата одбојкарска лига. За таа цел од клубот беа ангажирани неколку квалитетни одбојкари, од кои се очекува клубот да се замеша во борбата за врвот на табелата. Нови имиња во тетовскиот прволигаш се македонските репрезентативци Клопчевски и Стошич, потоа репрезентативецот на Косово Адријатик Бериша, а најавени се уште неколку квалитетни одбојкари. Воедно со работката беше продолжена со Дарко Ангеловски, македонскиот репрезентативец
месец кој во есенскиот дел од сезоната настапуваше за Универзитет Тетово. Добро работаме, имаме атмосфера, имаме одлични услови. За жал што другите екипи имаат недостиг од тоа, сали, топки и такви ствари. Ние имаме идеални услови во тој поглед. Така да мислим дека првата тројка е резервисана и за нас. Одбојкарите на Универзитет Тетово есенскиот дел од првенството го завршија на 4-та позиција на табелата. Првенството во првата одбојкарска лига на Македонија продолжува кон средината на идниот месец, односно викендот на 15 и 16 февруари. Скоро 3000 представници од 118 земји се очекува да допатуваат во швајцарското одморалиште Давос на Светскиот економски форум, која слави 50 годишнината од своето постоење. Звезда на годинашниот форум ќе биде американскиот председател Доналд Трамп, кој е меѓу 53 шефови на држави и влади, што треба да присуствуваат, заедно со стотици деловни лидери и активисти на граѓанското општество, меѓу нив и Грета Тунберг. Собирот значително се смени откако беше основан како Европски форум за управување од Клаус Шваб во 1971 година. If I look back, I'm just amazed about how much change has happened in the world in the last 50 years and how we, to a certain extent, always succeeded to be pioneers in addressing the change and showing what the direction actually should be. Форумот годинава го смени својот фокус во последните години, од четвртата индустријска револуција, термин измислен од Шваб, за да ја прикаже како технологијата ги трансформира животите, кон околината и одговорното деловно работење. Од мала средба на бизнисмени кои сакаат да дознаат повеќе за техниките на менаџирање од Соединетите држави, таа стана врвен светски настан. Името на собирот беше сменето на Светски економски форум во 1987 година, бидејќи Шваб се обидуваше да ја прошири својата визија за да обезбеди платформа за решавање на меѓународните конфликти. Иако собирот продолжува да се бори со наводите дека е во потрага на богати, моќни и славни, тој го постигна својот најголем успех со тоа што овозможува разговори меѓу лидерите. Шефот на израелската дипломатија Шимон Перес преговараше преку ноќ во хотелска соба со палестинскиот лидер Јасер Арафат во 1994 година за да се постигне чекор напред во нивните мировни напори. И премиерите на Грција и на Турција се состанаа во 1988 година за да ги смират односите. Понекогаш разликите се премостуваат во рамките на самиот форум. Во 1992 година тогашниот јужноафрикански председател Фредерик де Клерк сподели платформа со лидерот на Африканскиот национален конгрес Нелсон Мандела. Тука е крајот на регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!